Лиценцирани воспитувачи и негователи за деца, какви квалификации се потребни? Разговараме денеска со Јорданка Николовска, таа е помошник раководител на секторот за инспекцијски надзор во Министерството за социјална политика, демографија и млади. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Што представува лиценца за работа на неговател и воспитувач? Значи вака, лиценца за работа, освен за неговател и за воспитувач, има и за директор на предучилишна установа, како и за стручни работници и стручни соработници. Лиценцата е задолжителен елемент за вработување во предучилишна установа, како јавна, така и приватна. Да, веќе ми одговоривте на тоа колку е важна лиценцата при вработување во јавни и приватни установи, но колку сите се придржуваат и мора по закон да се придржуваат да ја имаат таа Видете, лиценца? значи лиценцирањето започна со измените со новиот закон од 2013 година. Лиценцирањето непречено траеше се до 2023 година, кога системот електронски, каде што се полагаше испитот за стекнување на лиценца, едноставно запре со работа и 2 години воопшто немаше лиценцирање, што значи се створи еден вакуум простор и се створи една голема плејада на заинтересирани кандидати за полагање на лиценца. Со измените на Законот за заштита на децата во 2015 година, системот од електронски времено се смени во систем на полагање во хартиена форма и отпочна во август овој месец, така да Комисијата за лиценцирање с голем интензитет ќе ги заврши скоро сите пријавени кандидати, а тоа се не помалку од 1000 заинтересирани лица за стекнување на лиценца и ќе можат да се вклучат непречено во процесот на згрижување и воспитание на деца. Сега се поставува главното прашање какви квалификации се потребни и каква обука е потребна за лица да можат да работат со деца. И главното прашање е кој треба да работи со деца? Значи вака, за сите профили содржат поединечни елементи кои што треба да ги исполнат. Негователите треба да се со завршена гимназија, средно медицинско, средно ликовно училиште и средно музичко. Воспитувачот треба да има факултет за предучилишно воспитание, педагог дипломиран, дипломиран социјален работник и така натаму. Стручните работници, соработници исто така имаат профили на стручно високо образование кое што треба да го поседуваат за стекнување на лиценца, а директорите исто така со 40 часовна обука. Значи сите имаат различен вид на обука од 10 часа до 40 во зависност од профила. Добро, што подразбира таа обука? Значи обуката се обавува со оглед на посетени часови во државата или пак некои меѓународни семинари и така натаму, и обуката ја контролира Комисијата за лиценцирање, значи тоа се експерти во областа кои што ги третираат сите елементи на обуката и дали кандидатот ги исполнува условите. Сакам да ве прашам, со оглед на вашето долгогодишно искуство, многу добро веќе знаете кој профил треба да работи со деца. Значи, и веројатно кога ќе ги видите веќе знаете, значи, тоа е за работа со деца. Законот предвидува одредени елементи и има фактички лиценцата е безбедносен механизам кој може да влезе да работи во предучилишна установа. Тоа значи да поседува лекарско уверение за психофизичка здравствена состојба, да има соодветно образование, да има неколку потврди од суд дека не е осудуван за родоскврнавање, дека не му одземено родителското право, дека има деловна способност и така натаму. Да, тоа е тоа. И како изгледа целиот процес на добивање на лиценца? Значи процесот, доколку кандидатот ги исполнува условите, и мисли дека може да работи со деца, бидејќи сепак е тоа сензитивна работа без оглед на профилот и образованието кое што го има завршено, Комисијата по поднесено барање ги разгледува документите и потоа формира групи, тоа веќе почна овој месец, и формира групи за полагање, во моментов е во хартиена форма, и за прв пат испитот може да се полага и на албански јазик по барање на кандидатот. Значи, комисијата ги свикува, 2 дела се состои испитот, општ дел,
успешно положен обш дел, потоа се полага и посебниот дел. Добро, дали постои законска контрола на лиценцираните кадри? Верувам дека постои и опција во која што може да се пријави и така натаму, па тогаш одите по пријава и така. Но законски дали мора на одреден временски период да ги провери? Да, значи лиценцата важи 5 години. Доколку кандидатот или вработениот кадар не си ја продолжи на времено лиценцата му престанува нормално да важи и треба да го отпочне процесот, но тоа значи дека не треба веќе и треба да му престане работниот однос во предучилишната установа. Но лиценцирањето продолжува во континуитет и сега се надеваме, бидејќи веќе има над 1000 и повеќе кандидати пријавени, со голем интензитет се работи, дека ќе се заврши успешно и сите оние упразните места кои што веќе 2 години се и една ситуација која што не е баш пријатна во установите да немаат соодветен кадар, ќе се пополни. Може ли да се одземе лиценцата? Може во кој да се случај се одзема лиценцата? Да, лиценцата се одзема во случај кога вработениот не ги исполнува условите, повеќе не може да ја даде својот ангажман за тоа што го Сакате да кажете здравствено веќе не е во состојба, затоа што веќе не може да ги обавува воспитно-згрижувачките активности, доколку му се одземе деловното право, доколку се констатира дека му е одземено родителското право, фактички сите оние услови што се за стекнување лиценца престануваат да важат. Добро, сте имале вие, верувам, ситуација и колку се чести тие такви ситуации на пријава од страна на родител, дека некој не е соодветен. Видете, соодветен. Не ги има квалификациите кои што се потребни или се случило некаква ситуација? Значи, доколку се случи, се зборувам од инспекцијскиот аспект, доколку се случи таква ситуација, ние задолжително веднаш постапуваме и директорот е тој што треба да ја утврди дали е основана претставката или пак не. Фактички останува понатамошниот процес на утврдување на состојбата на директорот преку дисциплинска постапка, па на крајот и престанок на работен однос. Така, според вашето искуство, што кажува работата? Дали имаме ние доволно квалификуван кадар? Видете, установите, предучилишните установи... Станува за едни од најспецифичните установи. Најспецифичните, најмилото го даваме во рацете на вработените. Нели, здрави деца, сакаме младина која што имаме здрава младина, ама тука основите се поставуваат во градинките. Бидејќи ние како инспектори секојдневно го контролираме процесот, има исклучително добар кадар. Значи, кога ќе земеме предвид дека предучилишните установи во Македонија некои датираат повеќе и од 80 години, имаме навистина квалитетни кои што своето знаење го предаваат на помладиот кадар. Така да до сега немаме, значи, можам да кажам се најдобро, со исклучителни состојби, што се навистина многу ретки, дека згрижувањето и воспитанието е едно од подобрите, со оглед на тоа што имав прилика да присуствам визитинг посети надвор од земјата, Италија, Германија и така натаму, и секојаш викам дека нашиот систем е еден од подобрите. Ова е убаво да се слушне и верувам. Навистина, значи јас сум реална, објективна, сум имала прилика, како што кажав, да видам и во други земји, Италија, Германија, Франција и така натаму. Нашиот систем е стабилен и навистина се грижат за доброто на децата. Ова сакаат родителите да бидат да. Слободни, навистина комплименти за колегите што работат во предучилишните установи. Каков кадар ни е потребен? Значи, кадарот треба да ги исполнува, како што кажав на почетокот, определени услови, треба да е со соодветно образование и сите оние елементи кои што се потребни за стекнување. Да не се повторувам, психофизичка здравствена состојба, потврди од суд за нивните... Сега, во ниеден момент не ми ги спомнувате оние квалификации кои што секоја личност различно со себе ги носи. Обично се тие социјални вештини кои што треба да ги имаат повеќе негователите, воспитувачите во градинките. За нив сакав да Видете, зборувам. токму за тоа си обуките. Некој кога ќе влезе во предучилишна установа, еве за прв пат, неговател, иако го има стекнато
лиценцирањето, сепак влегува во една област која што е многу сензитивна. Односот со колегите, предавањето на знаењето од постарите колеги, посетувањето на обуките кои што се задолжителни за да се продолжи лиценцата, се елементот што вработениот во предучилишната установа токму го усмерува кон она што навистина треба да биде. Значи да биде со детето како втора мајка. Тука ми е прашањето, кој може и треба да работи значи, со деца? Тоа е сепак, прво треба да има човекот волја, односно кандидатот волја, желба и голема љубов кон децата, за да може да биде неговател, воспитувач и така натаму. И мајките кои што имаат искуство со градинка може да кажат и да има големо трпение. И големо трпение задолжително, бидејќи децата се деца, што е најинтересно, одлично се справуваат и со големиот број на деца кои што им се во групите. Значи, има родители, но тоа се исклучителни ретки случаи да некој не е задоволен, кога другите родители ќе кажат дека се задоволни, а директорот е тука, има раководители на објекти кои навистина најпофално. Не можам да кажам дека системот дека има опасност дека детето нема да биде згрижено и воспитано, бидејќи си има програма по која се работи. Сето тоа е систем кој што е со години воспоставен и продолжува и понатаму и се надградува. Се надевам дека ќе зборуваме и за во нареден период и за време кога ќе има за сите деца место во градинките, а до тогаш сега зборуваме на една тема со која што оние места кои што се слободни за кадар, сега полека ќе се пополнат. Кои се очекувањата? Тоа е бенефитот на овие измени во законот и лиценцирањето кое што навистина оди со многу брз интензитет овој месец и следниот месец скоро сите оние кандидати што имале поднесено барање во претходните 2 години ќе бидат повикани за да се стекнат лиценца, а со тоа предучилишните установи ќе може да има и нови вработувања. Сакате да кажете дека во следните месеци дека веќе ќе септември, октомври најдоцна би требало да заврши процесот на сите оние кои што веќе подолго време чекаа да се стекнат со лиценца. Ви благодарам за гостувањето, навистина ми беше чест. Не сме се виделе одамна, напорно работите. Се надевам дека и во следниот период ќе бидеме во контакт, се гледаме. Знам дека правите редовно и ревизија по градинките, така што ве слушавме со внимание и верувам во она што го Многу ви благодарам, ви посакувам се најубаво и се гледаме во следна прилика кога ќе се зголеми бројот на вработени, кога ќе има нови вработувања и ефектите од целиот процес.